Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието, почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, почитуван народе македонски. Пред нас е точка разрешување на министер за информатичко општество и администрација Адмирим Алити. Прво, во интерес на јавноста, мораме да расчистиме некои демагогии кои се случува вчера вечер и денес. Господа од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, едноставно не ве бива. Само демагогија, само криминал и провизии. Не можете ниту да се соберете да гласате. Во рете, вчера касно ја државте опозицијата, ние немаме проблеми, ќе останеме колку што е потребно, и во рете да разбереме дека немаше пратеници од власта да гласат за разрешување на министерот Беким Сали. Сега е 11 часот, 11 и пол часот, сред бел ден, повторно нема пратеници за да изгласат разрешување на министерот Беким Сали. Иако тоа е точка на дневен ред. Иако разрешувањето на министерот беше поврзано со платите на вработените во здравството, беше поврзано со набавка на лекови за болните од ретки болести. На вас, господа, ви е друго проблемот. Проблемот е што нема пари во буџетот, што не сме ликвидни и што по грешка се закочи еврообразницата. Сега сето ова е само купување на време и уште замена на тези демагогија дека за тоа е виновна опозицијата. Еве јавно ќе ви кажам. Излез од оваа проблематика се 4 дена. Значи, овие точки можете да ги повлечете, владата да предложи распуштање на владата, 2 дена расправа, нова влада, 2 дена расправа, за 4 дена ова ќе се заврши. И ако владата е способна, ќе има нови министри, ќе имаме реформи, ќе имаме резултати. Меѓутоа, тоа нема да се случи. Ние ќе останеме овде да дебатираме затоа што на нас како опозиција ни е морална врска да зборуваме за се што е лошо во државата. Тоа е обврска на опозицијата. Тоа мора да стигне и до владата, и до пратениците на опозицијата, и до народот. А ваше е како ќе ги менаџирате тие процеси. Не сакате да го менаџирате ни основниот и најголемиот процес во оваа држава и проблем. Тоа е криминалот и корупцијата. Тоа ви го кажа и САД. Тоа ви го кажа и експертите од Соединетите Американски држави. Јавно ве критикуваат за оваа област. Со разрешување на владата ќе имаше можност да се променат многу министри. И наместо министерот за правда, кој најави некои реформи во правниот систем, ние што добиваме? Истиот е ставен на пазар 3. Наместо таму да се најдат структурите на МВР, кои немат разрешено ниту еден случај за висока корупција во овие 6 години. Се променија премиери, се променија министри, ниту еден случај, ниту еден функционер од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е обвинет. Да не се залажуваме, секретарот Рашковски е на слобода и така ќе заврши. Без борба за правна држава, без разрешување на криминалот, јасно ни кажа најголемите пријатели на Македонија, Соединетите Американски држави, дека нема напредок. Напротив, ние во моментот имаме ситуација да имаме разрешен министер за правда и разрешен заменик министер за правда. Целосна парализа на министерството. И во такви ситуации сега треба да разговараме за нов министер, за нов заменик министер и дополнително нова платформа, повторно да се враќаат судски случаеви за составување на влада. Услов за составување на влада, на оваа нова влада или реконструкција или било што, е повторно судски случаеви да се најдат во самата агенда за избор на владата. Има ли поголемо дно во политиката од ова што се случува?
Од правда е блокирана и евроврзницата. Се надевам дека ќе нема реперкусии за кредитниот рейтинг, меѓутоа во најмала рака дел од тие пари требаше да идат за отплата на кредити. Дополнително ќе плаќаме камати и пенали затоа што нема благовремено да ги сервисираме. Кон моите пријатели од Алијанса за албанците, повторно сакам да ви се обратам кратко. Немојте да мислите дека сето ова е случајност. Ви реков, имат 4 дена, имат модел ова да го разрешат. Меѓутоа, ќе ве потсетам на еден случај, тоа е, и размислете добро, како одеше поставувањето на подпредседател на Собранието на Република Македонија од предходната гарнитура на Алтернатива. 11 месеци го матка Хусеин Исмаили од седница на седница и не го поставуваат за подпредседател. Еден месец човекот е подпредседател и ќе го разрешат. Нормално, освен ако не подклекне на уцените и провокациите од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Разрешуваме министер за информатичко општество и администрација. Не сакам да ги коментирам секојдневните дојави за бомби и паѓањето на системи. Тоа е неодговорност за една држава. Настрана, дигитализацијата 6 години стои во место. Последниот мандат, Јетон беше 1 година, 1,5 година, Алити 1 година. Новиот министер ќе има 1 година максимум да раководи со ова министерство. Што ќе направи? Дигитализацијата стои во место, ништо не се подместува во државата. Да ви докажам тезата дека ништо не функционира. Можевме да направиме електронски попис. Ако веќе тврдите дека се поврзани институциите, зошто не направивме електронски попис? Затоа што реално во пракса немаме поврзување на институциите. Доволно ви е матична книга, доволно ви се границите, доволно ви е МВР, доволно ви е царина. И ќе имавме електронски попис и на резидуално население, и на иселеници, и ќе имавме секакви бројки. Меѓутоа, тоа не ни одговара, не ви одговара, господа од Социјалдемократски сојуз на Македонија. На вас ви одговара попис во кафана, каде што ќе договорите проценти. И после сето друго ќе биде фарса. Ќе даваме пари во 21. век, не можеме да се преброиме. Се уште немаме функционална здравствена електронска картичка. Луѓето носат чекчиња, плаќаат на блок паравани. Какво е тоа здравство? Какви се тие реформи, каква е таа дигитализација? Симовски не убедува дека не знае колку станови има во државата и не знае колку се активни станови и не знае луѓето каде живеат. Ви се молам во 21. век. За каква дигитализација збориме? 6 години сте на власт, ништо не е подмрнато од место. Во однос на администрацијата, катастрофа. Администрацијата е партизирана, администрацијата е уценета, административните работници кои одбијаат да бидат уценети и да гласаат за СДСМ се испратени до 50 километри во соседни градови. Администрацијата се иселува, за жал, поради точно овие политики. Милион примери ќе ви дадам. Точно знам што зборувам. Со име и презиме ќе ви дадам кои се во која категорија. А според вас, администрацијата е извор на корупција во државата. Ништо друго нема криминал во државата. Лично премиерот Зоран Заев нагласи, проблем во државата е администрацијата. Тие крадат, се друго е чисто во државата. Почитувани господа, наликувате на стечајна фирма. СДСМ и ДУИ се стечените управници кои имат врзан подпис и поделени ингеренции. Земаат кредити кои не можат да ги платат. Распродаваат се што се може. Носат дома се што се може. И тука она многу позната фраза, а каде се парите? Знаеме точно каде се парите. Во функционерите, во неколку луѓе од СДСМ и ДУИ. Ке ги вратат во регуларни постапки и парите ќе ги вратиме во капитални инвестиции, во дигитализација и да ги задржиме младите во оваа држава. Срамота.